Споменавме денес одлична тема да се информираме и едуцираме. Со Ивана само ќе дадеме курс и вовед обично кога започна и новата сезона на утринска антена, речи се за некои месеци половина и така натаму, доаѓа 14 ноември, всушност кога го одбележуваме и светскиот ден на дијабетесот, болест која станува една од најбрзо растечките здравствени кризи и во 21 век, бидејќи ако трендовите велат продолжат, речи си 800 милиони луѓе ќе имаат дијабетес до 2045 година. 730 милиони возрастни ќе се соочат со преддијабетес, предупредуваат научниците. Според Меѓународната федерација за дијабетес, дијабетесот станува една од најголемите пандемии од невидени размери која излегува од контрола. Ќе не поддржи самиот доктор конкретно за овие статистики кои што ги имавме и сега зад камерите ќе ни ги сподели како нови состојби, или годинешниот светски ден на дијабетесот има за цел да го подобри пристапот до нега, меѓутоа и треба да се говори во текот на годината. Се проценува дека само минатата година околу 6,7 милиони луѓе за жал го загубуваат животот како последица на дијабетес, речи се половина од оние кои моментално живеат со дијабетес не се ни свесни дека имаат всушност и оваа состојба, како и за сериозните здравствени проблеми кои што произлегуваат со неговото постоење. Сега новата студија вели конкретно за дијабетесот тип 2 кој што го зголемува ризикот од рак на црниот дроб и панкреасот, тоа ќе ни биде и всушност плюс тема разговор, тоа и не поттикна можеби со Ивана, дугаме доктор Ирфан Ахмети, специјалист интернист, субспецијалист и ендокринолог, за прв пат во утринската на Телма. Добро дојдовте. Добро утро. Доктор Ирфан, и како рековме, според новите статистики кои што ги забележавте всушност на вашиот паметен уред, дека околу 537 милиони во моментот на светската популација за жал во моментот ја има констатирано болеста дијабет. Така, да. Тоа се последни бројки, иако бројот постојано расте и овие предвидувања што се прават, колку ние често време ги следиме наназад десетина години, секогаш се надмашуваат овие предвидувања, така да на жалост и овие предвидувања од околу 700 милиони што се очекуваат за следните десетина години, најверојатно ќе бидат надмашени. Така да, убаво кажавте, не е епидемија, него е пандемија, дијабетесот. Многу се работи во начинот како да се навреме диагностицира, да се спречи, затоа што дијабетесот тип 2, најчестиот тип, е скоро 70 до 80% превентивна болест, така да доколку навреме се интервенира во оменувањето на стилот на живот, на така наречените модифицирачки ризик фактори, како што се обезноста, дислипидемијата, хипертензијата, лошиот стил на живот, седентерниот начин или седењето покрај компјутери, губењето време, физичката неактивност, стресот, дури во последно време се криви и дури недоволниот сон, односно спиење. Сето тоа доколку се преземат мерки во смисол на таа примарна превенција, како да се подобри квалитетот на живот, да се предвидат, да се навреме препознават овие ризик фактори за да во нив се интервенира, така можно е да се спречи првиот најчестиот тип дијабет тип 2. Рековте точно, ако зборуваме за превенцијата, за да можеме да го превенираме, треба да се информираме всушност тоа оно што може да ни е показател или симптом за дијабет тип 2. Многу од симптомите кои што ги дава овој тип на дијабет всушност се поклопуваат можеби со нешто кое што би го занемариле, односно би сметале дека е моментално, како што е чувството на глад, некогаш сме повеќе гладни, па тоа го припишуваме на нешто друго, чувството на замор кој што исто така во денешно време многу лесно да го припишеме на нешто друго. Да, е еден сигнал или аларм кој што кажува дека можеби треба да се провери. Веројатно не ако се појави еден ризик фактор, повеќе од 3 велат докторите треба да има за да не се посомневаме и треба да ги направиме испитувањата за да всушност се превенира. Но загрижувачка оваа бројка на светско или на глобално ниво, како и кај нас, за оние кои што се соочуваат со дијабет тип 2. За разлика од другите типови, овој е чест тип и ако во другите типови го споменуваме и генетскиот фактор, тогаш тука не се препишува исто така само на тоа. Иако има улога, но сепак и животниот стил или начинот на живот апсолутно влијае на
на овој тип на дијабет. Да, апсолутно, се убаво ова кажавте, заокруживте. Еве, накратко ќе кажам дека затоа и дијабет тип 2 се вика таен убиец, silent killer. Затоа што симптомите и знаците не се јавуваат од почеток. Тие така наречени 3 П ние си ги викаме полиурија, полидипсија, полифагија, значи често мокрење, пиење поголеми количини вода и поголеми количини храна. Така тие вредности се јават доколку гликемијата, односно шекерот во крвта се зголеми над 10 милимола и како ефект на осмоза бубрегот го изфрлува шекерот од крвта. Така и тоа ги влече и водата и затоа се тие симптоми и знаци. Али во почеток, почетните фази, гликемија над шекер во крвта над 7 милимоли, нагладно велиме дека лицето има дијабет. Показател. Да, показател е за постоење на дијабет тип 2. Од 7 до 10 тие симптоми не се јават. Затоа е многу важно скринингот кај ризик групите, што се со можен ризик за појава на дијабет тип 2, тоа се фамилијарната предиспозиција, како што кажавте, телесната тежина, значи дебелината е еден ризик фактор, понатаму гестацијскиот дијабет кај бремени жени претходно доколку се појавил гестацијски дијабет и постоење на други ризик фактори од претходните, како што ги спомнавме, дислипидемии, хипертензии и така натаму. Распознавање на симптомите или нивно лоцирање е всушност дел од дијагностичката метода која што веројатно направите како пристап за тоа. Но најважно е тоа што исто така спомнавте, значи дијагностицираните ги знаеме, се кажува дека секој втор, значи ако имаме кај нас да речеме 135.000 негде со дијагностицирани со дијабет, негде 37% се смета дека се недијагностицирани, а има дијабет негде 35 до 40.000. Значи би рекле негде околу 400.000 во Македонија? Не, околу 200.000 со сигурни со тие што не се дијагностицирани и една трета исто важна работа е преддијабетната форма, значи што исто така со текот на време, доколку не се препознае, преминува во дијабет тип 2. Така, овие важни работи се многу битни за навремено се интервенира во менувањето на стилот на животот. Сега постои современ третман, ние кажуваме третирај ризик фактори за да спречиш појава на дијабет тип 2. А понатаму, кога веќе се дијагностицира, третирај навреме, современо, со цел да превенираш компликации. Целта е, како што и ти, Марко, кажа, да спречиме компликации, односно смртност како последица на дијабетесот тип 2. За превенцијата и за третманот, односно за третманот и лекувањето се разбира и превенцијата од други болести, ќе се задржиме во продолжение, но дали тука е добро и соодветно да спомнеме возрастната граница, што е исто така нешто кое и во текот на времето се менува, односно возрастната граница се намалува. За жал имаме податоци дека и помладата популација исто така бележи бројка на заголемување на лица. На жалост, последните години тип 2 дијабет не познава граница и години. Не познава гранични години. Порано ни беше некоја граница, првично беше 35 години, па потоа 31 година, но последните години, на жалост, тип 2 дијабет е се почест кај адолесценти, па и дури и кај деца, а како главен кривец се наводува зголемувањето на телесната тежина, односно се почеста дебелината кај децата и адолесцентите поради лошите навики, нели, лошата исхрана, тоа што го спомнавме, физичката неактивност и така натаму, така да се алармот треба да се вклучи како да се превенират овие ризик фактори, значи дебелината како една хронична болест која е асоцирана со појавата на дијабет тип 2,
негде 20 до 30% од дебелите луѓе можат да развијат тип 2 или обратното, што ние го кажуваме. Тип 2 диабет, негде околу до 80% од лицата со тип 2 диабет се надхранети или дебели. Така да важно е да навреме ги вклучиме алармите, односно говориме за така наречен системски пристап. Значи, вклучување на примарна превенција, секундарна и терцијерна превенција, мултидисциплинарен пристап за менување на сите навики, но во целото општество. Да. Почнувајќи од семејството, па понатаму од институциите каде се движиме, како се движиме, па и системите. Тука е здравствениот систем, образовниот систем и сите други, што би се рекло, фактори на одлучување. Од индивидуален пристап, Так. секој нели за себе и дома, во домашни услови или во семејството, па така и на колективно ниво или во нашето општество. Значи, затоа и последните години ние збориме дека се смени пристапот кон самиот диабетот, тој така наречен гликоцентричен пристап што го нарекувавме, нели, што го пациентот го сметавме како хипергликемија, како само покачена гликоза. Последните години тоа се смени, збориме за еден холистички пристап. Односно пациент-центричен пристап, не глукоцентричен пристап, што значи тоа дека пациентот треба да се менаџира целата негова состојба, целите негови попратни метаболички нарушувања, затоа што диабетесот не е само хипергликемија, диабетесот е и дислипидемија, диабетесот е и хипертензија, диабетесот е и хронични макроваскуларни и микроваскуларни компликации кои нажалост Ако влеземе подетално, дефинитивно. И ова што го зборите, менаџирањето, апсолутно секој пат и луѓе кои што се наши сограѓани, нели пациенти со диабетот, знаат да кажат дека не е болест, е состојба која што нели треба да се превенира и менаџира. Значи јас често ова го кажувам затоа што имаме проблеми со како да го нели терминологијата, како да кажеме. Сега се збори као состојба е, да, состојба е во почеток. Но кога се јавуваат веќе коморбидити, компликации, тоа е сепак болест која што има последици, односно консеквенции. Нажалост, кога се јавуваат такви поодминати, потешки форми на таквите компликации, пациентите дури нас ни се губат, ние стануваме секундарни во таа алка на неговиот третман, затоа што доколку има една хронична бубрежна болест, пациентот е врзан за диализа, нормално почесто таму ќе оди. Доколку преживеал инфаркт, ќе биде почест пациент на кардиолог. Така да тоа е поентата, да, е состојба која што треба добро да се менаџира и пациентот да се чувствува здрав и да си ги тера нели секојдневните активности, да не се чувствува болест, но до моментот дори не се појавуваат компликации. Инаку само кусо, ве повикавме и кога го направивме кусиот разговор телефонски, вие ми рековте баш по телефонски повик, доктор Ифран, Марко, па тоа не е нешто ново, кој знае што ќе се случува и во иднина според вашето децениско искуство. Кога ви ја споменав новата студија, која што сигурно ли си ја читате и доаѓаат и до вас како теми, диабетесот тип 2 дека го зголема ризикот од рак на црниот дроб и панкреасот. Тоа е новата студија која што ја имавили жените на кои што им бил диагностициран диабет тип 2 имале до 5 пати поголеми шанси да развијат некој од најсмртоносните видови на канцер. Анализата на здравствените податоци од вели 95.000 луѓе покажа дека ризикот од рак на панкреасот бил пак речиси и двојно поголем, додека можноста за развој на рак на црниот дроб била речиси 5 пати поголема кај жените кои неодамна бил диагностициран диабет тип 2. Да. Па има доста студии. Тоа не е некоја кој знае каква новина, тоа е веќе. Да. Ние секогаш ги следиме овие нели можни асоцираности, поврзаности на нели хроничните заболувања со нели
главните компликации што ги спомнав, но секако и ризикот од карциноми. Така, да, познати се, почести се. Да речеме, лицата што биле диагностициран карцином, негде околу 18% од нив имат диабет. Што кога ќе споредиме со вкупната преваленца, светската преваленца околу 10%, значи овдека е скоро двојно зголемена присутноста на диабетесот кај тие лица кај што е диагностициран карцином. Почестите форми убаво ги кажавте, значи карциномот на црниот дроб, на панкреасот, на дебелото црево и на јајниците. Но, значи, студиите што кажуваат, како го поврзуваат ова, асоцираност со хиперинсулинемијата, односно со лошиот начин на животот, со исхраната, нели во исхраната има и секакви пестициди, хемикали, понатаму исто така сега може да кажеме дека со современиот пристап се продолжува животниот век на лицата со диабет. И како старееме, така и се зголемува и ризикот од појава на канцери. Исто така и физичката неактивност може да биде асоцирана кај лицата со диабет, но главен причин, односно фактор е така наречената хиперинсулинемија, односно инсулинска резистенција, појавата на факторите на инфламацијата и значи иницирање на некој начин, да не навлегуваме многу во наука, на така наречена клеточна пролиферација, која на некој начин провоцира мутација, односно карциногенеза. Доктор Ирфан, ако споменеме во контекст на ова, кога се диагностицираат еве други сериозни заболувања, дали тоа може да се случи при диагноза на таквите заболувања, во случајов ваквите канцерогени заболувања, да се открие дека всушност истиот пациент имал диабет кој што не бил диагностициран? Да. И истовремено, вака нека биде две во едно во контекст на овие прашања, кога веќе ќе се диагностицира диабетот, тогаш неговиот третман, вистински правилен третман на времената истовремена терапија, дали тоа е и треба да се зема доживотно, истовремено со редовни контроли, за да се превенира, не дај Боже, вакво заболување или компликации кои што веќе ги споменавте? Сепак мора да кажеме дека канцерот не е на аларм на доведен како една компликација која што е директно поврзана со диабетесот. Да не е резултат на тоа, да, беве исто и за обезноста често пати се збори, нели меѓу другото, како што кажавме, е асоцирана со диабетесот, но исто така е асоцирано со висок ризик за канцер, за неколку вида на рак, односно на карциноми. Но секако често пати тоа што кажавте, апсолутно може да се случи во било која лабораторија, пациентот да оди за друго, да се диагностицира канцер, индиректно да се забележи покачени вредности на гликемија и така, значи да поагресивно пристапиме истовремено, нели, со таа нивна комплексна терапија од страна дали на онколозите, дали на хирурзите, да ние истовремено третираме пациент со диабет кој што бара сосема друг пристап кај такви пациенти. Но тоа што ни е почесто, често пати се случува, значи ваквите недиагностицирани пациенти често развиваат, да речеме, инфаркт, акутен инфаркт, а не знае пациентот дека има диабет, се диагностицира на кардиологија, да речеме на клиниката за кардиологија, значи една висока гликемија кај пациент со акутен инфаркт. И сега, значи, тоа што кажавме, се менува ставот, тој холистички пристап, дури во најновите препораки на Европската асоциација на кардиолози, се упатува да веднаш, значи, таквите пациенти, значи, со хемоглобин А1C, да се потврди диагнозата и веднаш да се пристапи кон современиот третман,
со новите лекарства кои спречуваат нели понатаму реинфаркти, односно ја успоруваат појавата на срцевата слабост. А со какви предизвици се соочуваат диабетичарите во Македонија ако зборуваме за третманот? Еве видовме и во вестите, слушнавме таа вести вчера, се огласуваат од Сдруженијето на диабетичари дека недостасува инсулинска терапија во аптеките, терапијата која што ја примаат диабетичарите, но ова не е единствен случај, и во минатото сме забележувале нели такви реакции, недостатоци и слично. Каде сме ние во споредба со Европа и светот во однос на третирање на диабетот и добивањето на таа терапија? Значи вака во однос на ова недостатокот што се случува се работи за денови, затоа што ова е една фаза, пошто јас сум и член на Националната комисија за диабет. Договори ќе се потпишат и ќе се ревидираат. Пошто еве беше доставено итно барање до Националната комисија за диабет и одговоривме дека доколку нели законската регулатива овозможува нели 20% на ова додавање со анекс на лекови што недостасуваат, така да мислам дека деновиве тоа ќе биде решено. Секако ова е период каде што нели постои спецификација за следните 2 години и нели техничката проблематика. Но дали може да биде лошо по здравјето на апсолутно не може да биде лошо по здравјето. Што тие треба да имаат? Не може да биде лошо по здравјето затоа што имат да речеме сличен инсулин. Значи не ист, но сличен инсулин кој што за кратко време ќе го покрие нели контролата на гликемијата кај пациентот. Без обзир се работи за 2 типа на инсулини, но како и да е, треба да имаме добра соработка. Значи, ние секогаш сме за решавање на проблемите, знае и председателот на Сдруженијето на лица со диабет, дека секогаш сме да заеднички ги решаваме проблемите, односно да увидиме каде е проблемот и како да се реши. Доктор Ирфан, бидејќи ги спомнавте три типови најчести гестацискиот диабет и еве според податоците рече се секоја жена 10-та страда токму од овој тип на диабет. Некој пат кога жената е во тој процес, нели кога го чека детето на свет и така натаму, секој пат нели постои загриженост за генетската предиспозиција така натаму. Колку да речеме овој тип на гестацијски диабет влие можеби да се наследи кај новороденчето и дали постои сумнеш кај родилката кај мајката? Значи апсолутно не треба да речеме да имат страв бремените, тоа треба да се сречни, нели ќе чекат потомство, а во нели нашите препораки стои, еве мислам дека ви ги дадов и националните препораки, стои дека секоја бремена жена треба да се направи скрининг за гестацијски диабет негде од 24-та до 28-та недела и постојат строги критериуми и имаме одлична соработка и со гинеколозите и ние како ендокринолози, за да доколку се диагностицира тоа, веднаш значи се пристапува кон третман со цел да се заштити бебето. Не постои простор толку голема загриженост. Нели високи гликемии може да има нели влијание врз растот на детето, дали поголем раст во споредба со гестацијската возраст, ние викаме, односно некојаш и помал раст во однос на гестацијската возраст. Тоа е до бременост. После тоа во голем дел од случаевите гестацијскиот диабет завршува, односно се нормализираат вредностите на гликемиите кај родилката и понатаму се следи, значи се прави така наречен скрининг после 6 месеци, доколку е негативен, тогаш се прави секој 2 години. Но доколку останува кај одреден процент, тогаш се продолжува третманот кај родилките како за тип 2 диабет. Не со инсулин, тоа сакам да кажам, преку
90% од случаевите во време на бременост се третира со инсулинска терапија. Тоа се ниски дози, но цел да е да гликемијата биде во нормални вредности. Во нормална состојба и референтна вредност. Апропо кога споменавте нели за состојбата дека треба да се менаџира, дека да не прерасне нели во заболување, често пати сме имале и во минатото, барем во сезоните на утринска антилма, за луѓе кои што нели прашањето е секој пат што значи да се живее со дијабет тип 1, тип 2 и така натаму. Имаше, не знам да речеме, прв македонец кој што го истрча маратонот и така натаму, значи дека се живее и се менаџира добро состојбата. И практично кога веќе имаме во студио да искористиме приликата за оние кои што постојат можеби прашалници и доза на загриженост, ако веќе се соочуваат прв пат ја дознаат својата состојба дека веќе го имаат дијабетот, независно од кој тип, што би препорачале? Дека може да се менаџира и да се живее безбедно? Апсолутно, поготово во денешно време, јас само можам да ви спомнам дека и агресивните спортови, што ние обично не ги препорачуваме, доколку добро се менаџира дијабетесот, не треба да биде никаква пречка. Веќе ги спомнам, ја следам фудбал, да речеме, Начо, фудбалер, понатаму Зверев, тенисер. Познати. Тие се познати со тип 1 дијабет. Порано имало некој, как се вика, пливач, шпиц. Сите тие се олимпици со златни медали, што се бавеле со еден агресивен спорт. За глумци, да речеме Хали Бери тип 1 дијабет, што апсолутно ништо не и смета, така? Јасно. Така да со дијабетесот треба да се живее, пациентот да се чувствува комоден, но да ги свати тие обврски негови, затоа што знаете, јас и во нашата секојдневна пракса им кажувам на пациенти од врата, од прилика го гледам дали он го менаџира дијабетесот. Да, може да тоа да го апсолутно. И тоа им кажувам, доколку ти не го менаџираш дијабетесот, дијабетесот тебе ќе те менаџира. Ако он тебе те менаџира, да знаеш дека ќе завршиме најлошо. Под менаџирање, само уште на крајот, еве како го завршуваме овој разговор да споменеме, под менаџирање што точно спаѓа во однос на тоа кога вие ги советувате вашите пациенти, се разбира дека од пациентите постојат некои што можеби малку и со терапијата, со земањето на инсулинската терапија можеби или прескокнуваат или не се толку дисциплинирани. Што е тоа кое што најчесто вие го забележувате? Најчесто нели почнуваме со менување на стилот на животот. Нели до сега почетен пациент, дијагностицираме дијабет, окей, каде сгрешивме, па да јадев големи количини храна, па дали се движеше, па не баш многу. Значи, почнуваме од абецедата. Менување стил на живот, исхрана, значи одредување на калории, според телесна тежина, односно потребите, дневните потреби за калории во текот на денот. Обавезно препорачуваме пешачење 30 минути во текот на денот, и тоа умерено пешачење, нити споро пешачење или гледање на излози, нити па брзо пешачење кај постарите, значи умерено пешачење. Понатаму, нели, фаворизираме исхрана која што има сложени јаглени хидрати, да се избегнуваат готови шекери од типот на протеини повеќе од билни протеини, односно понатаму масти и така натаму. Значи, тоа е првичниот пристап, секако придржувањето на терапијата, дадената терапија, советите и кај лицата што се на инсулинска терапија, редовната самоконтрола, самомерењето со апарат, со гликометри, гликемиите, запишување и дури кај пациентите што се нели на инсулинска терапија, препорачуваме и сами тие дури да коригират како да коригират доза на инсулин. Да не влеземе уште малце во компликациите, како да ги спречиме компликациите, така наречената секундарна превенција, секојдневен преглед на стапало, за да се спречи нели ризикот отварање на рана, односно така наречено дијабетично стапало и други нели коморбидитети. Да не останеме должни со уште едно прашање со краток одговор. Дали оние кои што имаат во фамилијата дијабетичар треба и без појавата на факторите, односно на симптомите,
овој ризик фактор да не го занемаруваат поточно да одат на редовни контроли. Апсолутно, тука затоа и нашите лекари сега се викат семени лекари. Тие, значи, поентата зашто се викат семени лекари? За да прават скрининг. Значи, постојат посебни формулари за скрининг на диабет, кај тие што ги спомнавме, е еден од најважните причини, една од најважните причини е генетската присуственост, посебно првото колене, татко, мајка. Така, апсолутно, ова треба да биде правена, дури ако не е правена, сами да инсистират, доколку се работи сега за возраст, да речеме, над 45 години. Доктор Ахмети, благодариме. Беше чест да ви имаме во студио за прв пат во Утринска телма, се надам дека не е последен пат да се дружиме. Благодарам за поканата, уживавме.